ми представува посебно задоволство да можам да ти го врачам ово одликување од Алоис Мок институтот. Знаеш дека Алоис Мок имаше одлучувачка улога за пристапот на Австрија во Европската Унија и одигра голема улога, меѓутоа исто така и за другите земји од Источна Европа и од Западниот Балкан кои се вклучија во Европската Унија. Затоа во тоа име многу ми е драго што можам да ти го врачам тоа одликување од Алоис Мок институтот. Како благодарност и знак на уважување на овој историски успех. Покрај прашањето за спорот со името, денеска исто така искористивме оваа прилика да зборуваме за економските односи помеѓу Австрија и Македонија кои се извонредно добри како контакти. Австрија е еден од најважните инвеститори во Македонија. Затоа многу ме радува што имавме оваа можност да искористиме денешната прилика да разговараме за овие економски можности за соработка и нивно проширување. Искористивме оваа можност за конкретни проекти да разговараме, кои се надевам дека во брза иднина ќе можеме заеднички да ги реализираме. Австрија и понатаму на страната на Македонија ќе стои и ќе поддржува исто така и другите земји од Западниот Балкан. Секако сакаме да ги поддржуваме и сакаме овој регион да биде дел од Европската Унија, бидејќи Европската Унија географски ќе биде само комплетна кога сите земји од Западниот Балкан ќе бидат дел од неа. Ти благодарам многу за добрата размена и уште еднаш ти честитам за оно што ти успеа до сега. Благодарам, господине канцелар. Повелете, господине премиер. Почитуван канцелар на Република Австрија, господин Себастијан Курц, почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани на Австрија, почитувани граѓани и на Македонија. Прво дозволете да го споделам задоволството од ова голема чест, да се добие вакво признание, посебно врзано со Европа, со интеграцијата во Европа, со нашиот европски сон. Од пријателска Австрија, еден од најголемите пријатели на Република Македонија, за мене представува голема чест, но секако и обврска да продолжам да работам на европската иднина, на целиот европски континент, така на Западниот Балкан и на мојата земја, која што наскоро ќе биде Република Северна Македонија, после неколку технички аспекти кои што ќе се завршат. За мене секогаш е задоволство да се има средба со добар пријател, кој што е мој личен пријател, но и добар пријател Австрија и канцеларот Курц на нашата Македонија. Република Македонија е наш голем и важен партнер и поддржувач на нашиот пат кон Европската Унија. Поддршката која што континуирано ја добиваме од Австрија е уште позначена во овој исклучително важен период за Република Македонија, но секако и за стабилноста на целиот регион на Западен Балкан. И затоа ги цениме посветеноста и стратешкиот интерес на Австрија за стабилност и просперитет на наскоро Република Северна Македонија, водена од силните економски, историски и културни врски. Австрија придонесува и за стабилноста на целиот регион на југоисточна Европа. Република Австрија и на економски план е еден од најголемите пријатели на нашата земја, односно меѓу земјите кои најмногу инвестираат во нашата земја. 35 големи австријски компании. Трговската размена 2018 година во споредба со 2017 година е зголемена за 60%. 60%, не 6%, не 16%. 60%. Беше 180 милиони евра, сега е 247 милиони евра. Почитувани, на 11 јануари парламентот со двотретинско мнозинство ги усвои уставните амандмани и донесе чекор кој што беше силно поздравен и од меѓународната заедница. Само 2 седмици подоцна грчкиот парламент го ратификуваше Преспанскиот договор, со тоа се отстранија сите пречки за неговата имплементација. Договорот од Преспа придонесува за регионалната стабилност и соработка, но и пример како може да се надминуваат некои идни билатерални прашања или проблеми. Знам дека тој договор ќе охрабри многу лидери
да преземат уште похрабри чекори при креирањето на политиките низ целиот свет, во Европа, но и во југоисточна Европа. После цели 27 години од независноста на Република Македонија, таа повеќе нема да биде нарекувана поранешна Југословенска Република Македонија, туку ќе бидеме Република Северна Македонија. Ова е историска шанса да создадеме уште посветла иднина за нас и за нашите граѓани и да ги отстраниме сите пречки за членство во двата големи сојузи НАТО и Европската Унија. Уште во текот на следниот месец ние очекуваме да седнеме на 30-тото столче на НАТО, каде што до крајот на 2019 или почетокот на 2020 ќе бидеме и полноправна членка на НАТО. Во исто време, силно веруваме дека во јуни оваа година до Советот на Европската Унија ќе испорачеме силни аргументи зошто Република Македонија, наскоро Република Северна Македонија, треба да добие датум за почеток на преговорите со Европската Унија. Убеден сум дека до тогаш ќе покажеме напредок во сферата на владење на правото, односно дека до крај ќе бидат имплементирани реформите во правосудството, до крај ќе бидат завршени реформите за борба против корупцијата, на која што сме доста успешни до сега, реформите во јавната администрација, како и вклучително и другите реформи кои што се на линијата на Европската агенда во Македонија. Во меѓувреме со Европската комисија веќе ги започнавме техничките подготовки за процесот на скринингот. Она кое што сакам на крајот да го кажам, навистина со Австрија имаме одлична соработка. Трговската размена расте за 60%, реков. Австрија е еден од најголемите инвеститори. Денеска со канцеларот Курц имавме можност да разговараме доминантно и на економски прашања. Секако постојните компании во Македонија се задоволни како просперираат, како профитираат, ние сме задоволни заради тоа што за нас е тоа бруто домашен производ, GDP, нови работни места за нашите граѓани, но разговаравме како тоа да расте. Разговаравме за нови проекти од областа на енергетиката, од областа на здравството, од областа на другата индустрија и слично, која што ќе донесе бенефит и за австриското стопанство, и за македонското стопанство. Навистина е одлична можноста за ваков соговорник, искрен пријател на Македонија, канцеларот Курц, да се разговара и тоа за мене значи и охрабрување и надеж за подобар живот и перспективи на граѓаните на мојата земја, но и за подобра соработка, уште подобра и со Република Австрија. Благодарам. Thank you very much, Prime Minister. Ви благодарам многу, господине премиер. Имаме прашања. Јас имам едно прашање, господине премиер Заев. Вие рековте дека имате билатерален мир со Грција и за тоа добивте големо уважување, но и во Македонија референдумот многу ја подели земјата, беше многу емоционално воден и доживеан. Сакам да ве прашам што ќе преземете вие конкретно за оваа вистинска пречка во самата ваша земја да ја надминете и да ги убедите луѓето во сопствената држава. Значи, не беше лесно ниту во Македонија, не беше лесно ниту во Грција. Протести во Атина, протести во Скопје, опозициите буквално беа идентични, иако верувам дека и двете опозициони партии и во Македонија и во Грција посакува искрено да се заврши оваа работа со договорот. Затоа што ако сегашната власт не го заврши, тоа ќе го заврши сегашната опозиција која што е идна власт, како што се менуваат властите. Низ диалог, со еден инклузивен процес, се случија уставните амандмани во процедура од 115 дена да бидат изгласани со 2/3. Мојата влада има подршка од 68 пратеници, гласа 81 пратеник за уставните амандмани. Во Грција, премиерот Ципрас во моментот, колку што знам, има 141 пратеник, гласа 153 пратеници. Тоа дава надеж. Во моментот, после гласањето, веќе воспоставивме диалог со опозицијата. Работиме на реформите заедно. Го донесовме со консензус законот за борба против корупцијата. Овие денови бираме нова комисија за борба против корупцијата. Другите реформи од правосудството, исто така заедно ги гласаме и работиме да се смират националистичките чувства во државата. Национализмот си во овие години
не заглави надвор од Европската Унија. Отворивме пат и дадовме шанса на еднината. Јас не знам која е мојата политичка иднина или политичката иднина на премиерот Ципрас, но знам дека има одлична иднина мојата земја, Република Македонија, која што ќе биде во скоро Република Северна Македонија. Ние немаме друга алтернатива него полноправно членство во Европската Унија, секако и во НАТО. Ние тука припаѓаме и ќе продолжиме во тој правец, затоа што за нас тоа значи економија и повисок стандард и подобар живот. Продолжувам како политичар да работам на помирување дома, затоа што го отпочнавме процесот, како да си подадеме рака, да се смириме меѓу власт и опозицијата, зборам, кога можевме да се смириме со сите соседи, со Бугарија, со Грција, со кои што бевме скарани, можеме и дома, власт и опозицијата, барем заради европската агенда, да се смириме, така да верувам дека ќе успееме и ќе видиме позитивен пример за Западна Европа и за земјите членки на Европската Унија. Уште едно прашање. Јас имам уште едно прашање. За во рамки на Европската Унија нема толку голем ентузијазам за проширување на Унијата. Господине канцелар, што верувате? Кога би било можно да се добие конкретен реалистичен датум за пристап на Република Македонија во ЕУ? И господине премиер, до вас прашањето. Зошто е за вас се уште интересно да се биде член на Европската Унија? Еве Британија ја напушти ЕУ. Дали може нешто да кажете во врска со тоа? Дозволете ја само на кратко да одговорам. Мислам дека не би било сега целисходно да се каже конкретен датум. Секако тоа зависи од исполнувањето на критериумите и напредокот на самите земји од Западниот Балкан. Но гледам дека во Македонија постои силна волја да се оди по патот кон Европската Унија и исто така го доживувам тоа дека се испорачува по тоа прашање, се постигнуваат резултати. Еве го гледаме историскиот чекор за решавање на спорот со името, на кој што му се дава признание еве и денес, и мислам дека тоа расположението во Европската Унија секако ќе го развива во позитивен правец. Благодарам на прашањето. Исто така е многу актуелно во нашата земја ваквото прашање. И решението на ваков чувствителен проблем, како што е проблемот со нашето име. Ние го променивме уставот и го променивме нашето уставно име. Заради Европската Унија и заради еднината во Европската Унија. За да бидеме интегрирани во Европската Унија. Ние работиме секој ден на реформите во консензус со опозицијата дури. Се надминуваме себе си заради Европската Унија. Ние во Европа веруваме до небото. Некој пат мислам дека земјите кои што сме кандидати за членство во Европската Унија веруваме во европските вредности повеќе отколку земјите членки на Европската Унија и нивните граѓани. Ние ќе продолжиме да веруваме во тие европски вредности, затоа што еднаквоста помеѓу граѓаните, владењето на правото, слободата на медиумите, демократијата, сојузништвото, заедништвото се и смислата на постоењето на Европската Унија. Ние сакаме да бидеме земја дел од Европската Унија. А впрочем, еве и Британија па и ослободи место, за да можеме и каде да заземеме место во Европската Унија. Секако ние ќе работиме на тој пат, зависи од успешноста во нашите реформи. Еве политичките процеси се веќе успешни и јас верувам дека ќе охрабриме многу други земји околу нас во нашиот регион да го продолжиме нашиот европски пат. Благодарам, господине премиер, господине канцелар.